Директорот на УБК, Сашо Мјалков, првиот братучет на премиерот Георгиевски, во обидот да се оправда за имотот што го поседува, толку се заплетка што ни неговиот заштитник, антикорупцијската комисија, не може да му помогне. Од тврдењата на Мјалков во писмените соопштенија, јасно е дека истиот се збунил во нули, кога изразувал вредноста на накитот што го има. Техничка грешка, вредна ни повеќе ни помалку 700.000 евра. Но господинот Мјалков самиот отвори ново прашање. Каде ја сгрешил математиката? Кај еврата или кај денарите? Дали на еврата додал нула или на денарите додал нула? За 6 дена Мјалков излезе со две различни објаснувања. Еве што вели на 31. октомври, дека, внимавајте, во првиот анкетен лист е направена ненамерна техничка грешка, таму каде што самиот вели дека во евра ја соопштил вредноста на накитот што го поседува. На 6 ноември, само 6 дена подоцна, кога од антикорупцијска бара да го ажурира неговиот анкетен лист, Сашо Мјалков наведува дека утврдил дека направил технички пропусти, бидејќи промена имало и во графата друг имот, каде ги коригирал податоците од евра во денари и повторно, внимавајте, ненамерно додал една нула, како што вели во колоната денари. Значи, каде е ненамерно додадена нулата? Кај еврата или кај денарите? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го повикува Сашо Мјалков да ги објасни овие нејасноти. Истовремено, подсетуваме дека е спорно и тврдењето на господинот Мјалков дека не пријавил цела една фирма купена во Чешка, бидејќи основачкиот удел бил 7.800 евра, односно помал од износот во висина од над 20 просечни плати, за кого законот наложува задолжително пријавување. Наместо да го брани, антикорупцијската комисија треба да утврди дали пред 7 месеци, во април, кога Мјалков ја купил фирмата во Чешка, просечната нето плата во Република Македонија била 20.983 денари. Ако е така, а така е, тоа значи дека лимитот за пријавување на имот од 20 плати изнесувал 6.823 евра. Уделот на Мјалков во фирмата што ја купил е за околу 1000 евра поголем. Значи, Мјалков имал обврска да ја пријави купената фирма во Чешка. Небулозата да биде поголема, антикорупцијската комисија се огласи дека имотот во странство не бил предмет на разгледување, зашто бил под надзор на тамошните закони. Дали ваквата одбрана од председателот на антикорупцијската комисија, господинот Сламков, за случајот Мјалков, е отворен повик за сите владени функционери да отвараат фирми во странство? Господа од антикорупцијска комисија, наместо да давате брзоплети одговори, вие сте должни внимателно да испитате дали целиот случај Мјалков е весела математика. Благодарам. Повелете прашање.